Почитувани медиуми, почитувани граѓани, ми е драго денеска со директорот на ТИРС да можеме да ја посетиме оваа компанија и да разговараме со нивната менеджмент структура, да го посетиме работниот процес, се со цел да поразговараме со тоа на кој начин обезбедуваат млад тим. Тие навистина се специфични по тоа што голем број на млади луѓе се дел од нивниот тим и тие се мотивирани како работници. Дополнително разговаравме на кој начин влијае мерката младински додаток кај нивните вработени. Тие сметаат дека навистина има поголем поттик да младите луѓе доаѓаат во нивната компанија и воопшто се вклучат во работниот процес во производство, заради тоа што со мерката младински додаток секое младо лице до 23 години кој што работи во производство добива дополнителни 3000 денари на својата сметка од Агенцијата за вработување. На овој начин сакаме директно да влијаеме да младите луѓе станат позаинтересирани и да оваа работа во производство ја разговараат со своите пријатели и на тој начин да се вклучат што повеќе од нив, затоа што младите луѓе навистина може да го поттикнат производството, тие се попродуктивни работници и понатаму да можеме да ја развиваме на тој начин нашата економија. Дополнително разговаравме дека тие секое лето организираат пракса и дека половина од оние млади ученици кои што доаѓаат во нивната компанија и остануваат после некоја година пракса во оваа компанија и тоа кажува дека навистина тој систем на дуално образование или вклучување на учениците уште од средно техничко училиште во компаниите ќе даде резултат да што поголем број на млади луѓе понатаму и работат во производството, но исто и се заинтересираат за техничките универзитети и да понатаму имаме што поголем број на луѓе кои што се спремни да работат и да дадат свој максимум во производството, а на тој начин директно да влијаеме на економијата и продуктивноста во нашата држава. Благодарам. Почитувана потпредседателка, почитувани медиуми, денеска ми е драго што сме тука во Витек, една по површина од најголемите фабрики во Скопје ТИРС 1. Тоа што ме радува е фактот што еве веќе се планира нивната 4-та фаза, која што ќе биде во екстензија на долната страна. Таа фаза ќе биде во големина од прилика 150 метри, оваа фабрика што ја гледате тука од прилика 300 метри долга. Исто така се очекуваат околу нови 100 вработувања. Тоа што ме радува е што во последниот период извозот од зоните порасна значително. Иако има пат од прошлата година, сепак имаме значителен пораст кој што изнесува до сега заклучно со прошлиот месец 820 милиони евра. Исто така би сакал да напоменам дека освен оваа екстензија веќе се при крај и работите во Скопје ТИРС 2, каде што инвестираме во додатната инфраструктура која што треба за фабриките. Низ цела Македонија, скоро секаде, се завршуваат градежните работи, се завршува клучката во Струга, се завршува клучката во Прилеп, исто така внатрешната инфраструктура во Прилеп. Почнуваме со доизведба на внатрешната инфраструктура во Штип. Исто така ја завршуваме внатрешната инфраструктура во Кичево, исто така ја завршуваме и внатрешната инфраструктура во Струмица. Со тоа зоните полека се комплетираат. Благодарам.